Сузана Фиданска, Македонска телевизија. Значи, споминавте дека девизните резерви растат на среден рок. Ние ни кажавте во кој обем се сега. И дали може да ни кажете дека со овој обем во кој што се девизните резерви може истите доста да бидат во одбрана на самиот динар? Тоа е едно прашање. И друго, спомнавте исто и дека има зголемен прилив на дознаки од странство. За колкав прилив станува збор? Добро, во однос на девизните резерви, одржувањето на стабилноста на домашната валута, како и во повеќе наврати досега, уште еднаш да повторам дека апсолутно не треба да постои било каква грижа за стабилноста на домашната валута, што впрочем Централната банка и го докажува во пракса, успешно справувајќи се со бројните кризни епизоди, вклучително и овие кризни епизоди со кои што се соочуваме во последниве неколку години. Во оваа насока говори високото ниво на девизни резерви, да јас не го споменав износот, 3,7 милиарди е тековното ниво на девизни резерви, а тоа во основа значи дека тие се отприлика на слично ниво на почетокот на оваа година, а се значајно повисоки во споредба со почетокот пред да почне пандемијата. Во суштина, ние на почетокот на оваа година имавме одредени притисоци на девизниот пазар, кога ескалираше состојбата во Украина. Централната банка интервенираше со продажба на девизи во насока на одржување на стабилноста на девизниот курс. Овие интервенции трае до јули месец, а од јули месец па наваму состојбите се значајно подобрени и Централната банка не само што не продава на девизниот пазар, туку таа откупува, што позитивно влијае врз динамиката на раст на девизните резерви. Оттаму затоа и посочив дека девизните резерви на среден рок, согласно со овие макроекономски проекции, ќе продолжат да растат, што ќе биде и своевидна гаранција за натамошно успешно одржување на стабилноста на домашната валута. Во однос на второто прашање се однесува на приватните трансфери, да јас посочив дека всушност ние со оглед на кризата со која што се соочуваме, гледаме значителни и неповолни ефекти кај трговскиот дефицит, меѓутоа има еден фактор кој што ги компензира во голема мера овие неповолни ефекти кај трговскиот дефицит, и тоа пред се енергетскиот трговски дефицит, а тоа се приватните трансфери, кои што во првата половина од оваа година се зголемија на годишна основа околу 30% и нивните остварувања се подобри всушност од нашите проекции, така да тие во значајна мера ги подобруваат состојбите на девизниот пазар и позитивно придонесуваат за патеката на девизните резерви. Факт е дека приватните трансфери беа значајно погодени во периодот на пандемијата, тогаш тие забележаа голем пат, некаде околу 22%, меѓутоа од минатата година бележиме патека на закрепнување на приватните трансфери, минатата година растеа негде близу до 40%, а досега оваа година 30%. Така да очекуваме дека оваа година тие ќе надминат 2 милиарди евра, што е историски високо ниво. Всушност, разликата од околу 10% поени во основа се однесува во однос на Европската Унија, каде што инфлацијата е некаде околу 11%, а кај нас годишната инфлација достигна близу до 20%. Има неколку фактори кои што влијаат на овие разлики помеѓу нас и Европската Унија, кои што во голема мера се структурни фактори. Како прво би посочила дека нашата увозна зависност и нашата и генерално степенот на трговска отвореност на нашата економија значајно поголем во споредба со Европската Унија. Кај нас трговската отвореност е 140% од бруто домашниот производ, а во Европската Унија 70%. Колку отвореноста на економијата е поголема, тоа значи дека таа има помалку домашни ресурси кои што може да ги компензираат овие надворешни шокови. Вториот важен фактор е не само генерално големата увозна зависност на нашата економија, туку особено голема е увозната зависност во енергетскиот сектор. А нашата економија во споредба со европската економија е поенергетски интензивна, што значи дека за секоја единица на бруто домашен производство трошиме поголемо количество на енергија.
Понатаму третиот значаен фактор во овој сегмент е и потрошувачката кошничка. Кај нас на храната и енергијата отпаѓа околу 50%, а во Европската унија околу 30%. Отаму јасно е дека ист глобален шок ги позгодува сите економии, без исклучок, секаде инфлацијата достигнува историски високи нива, но интензитетот со кој што ги погодува овој шок зависи од голем број домашни фактори. Тука може дополнително да се споменат и политиките кои што се преземаат во економијата, меѓутоа и факторот конкуренција во трговијата кој што постои во соодветните економии. Инаку, добар пример за ова е всушност и самата еврозона. Ако се погледне, ние зборуваме за просечна стапка на инфлација во ЕУ, меѓутоа ако се погледне еврозоната, стапката на инфлација покажува голема хетерогеност. Од 7% на пример во Малта и во Франција до на 20% во Балтичкиот регион. Значи имаме ист глобален шок, иста монетарна политика во еврозоната, а инфлацијата значајно варира, што е јасна потврда дека во суштина и домашни, особено структурни фактори, во голема мера ги објаснуваат овие разлики. Адрија, рековте дека вршите надолна ревизија на проекциите за растот на економијата за оваа и следната година, па моето прашање се однесува дали таа надолна ревизија предвидува и два негативни квартали поред или рецесија? Да, благодарам за прашањето. Нашите тековни проекции не предвидуваат квартален пат, в суштина тоа е техничка рецесија, да имате два квартали на десезонирана основа, пат на бруто домашниот производ, не проектираме, значи такви трендови, меѓутоа нагласив и во самата проекција. И покрај тоа што ние правиме надолни ревизии за растот, проекциите сепак остануваат надолни и во голема мера колку ќе бидат реалистични овие наши проекции ќе зависи од глобалниот контекст, времетраењето на геополитичките ризици со кои што тековно се соочуваме, а особено состојбите во европската економија, кон која што извезуваме некаде повеќе од 70%. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Народната банка, за да ја заузда инфлацијата, до сега 7 пати оваа година ја зголеми референтната камата. Меѓутоа банките не реагираа, се уште прават калкулации да колку да ги зголемат камата. И еуриборот е зголемен на над 2%. Добро, во суштина податоците покажуваат дека веќе има одредена реакција од страна на банките. Таа реакција не е многу се уште изразена, но има реакција. Таа реакција е нешто понагласена на страна на депозитите, што е во линија и со мерките на Централната банка. Да подсетам, преземавме повеќе мерки, користејќи го инструментот задолжителна резерва во насока на поттикнување на штедењето, кое што е многу значајна компонента, бидејќи од штедењето зависи капацитетот за кредитирање на економијата и особено мерки кои што бија насочени кон денарското штедење. Практично, ако ги погледнеме податоците во изминативе неколку месеци, се гледаат поволни поместувања и во однос на рочната структура кај депозитите и во однос на валутната преференца. Инаку, вообичаено е во кризни периоди секогаш да има раст на валутната преференца во обратна насока, во насока на штедење во девизи. Тоа беше присутно и кај нас, но веќе изминативе неколку месеци се гледаат постабилни и поповолни трендови. Како одминува времето, очекуваме да видиме и на тамошно поизразено влијание од нашите мерки врз банкарскиот систем. Доколку не видите, дали тоа значи дека повторно ќе зголемите основната камата? И кога очекувате? Дали од 1.1. со оглед на тоа дека пресметките банките ги прават со вклучен еурибор 2 пати годишно на 1. и на 7. Да, добро, не може прецизно да се каже, затоа што секогаш од моментот на преземање на монетарните мерки поминува одреден временски период. Ние како Народна банка, како што споменав, на континуирана основа ги следиме движењата
ризиците, меѓу другото и монетарната трансмисија, односно до кој степен сигналите од Централната банка се пренесени врз банкарскиот систем и соодветно на тоа ја калибрираме, односно одлучуваме на тоа кои инструменти ќе ги користиме како Централна банка и со кој интензитет. Ние остануваме одлучно посветени на среднорочната ценовна стабилност и нема дилема дека ќе ги преземеме сите мерки кои што се неопходни за нејзино одржување. Секако друг многу значаен фактор се состојбите на девизниот пазар, бидејќи ние имаме стратегија на одржување стабилен курс на домашната валута. Дали сметате дека мерките кои што ги донесовте беа навремени и доволни, затоа што има некои што ве критикуваат дека наместо во повеќе наврати помалку да се зголемува основната камата, требаше да речеме подрастично во пократок рок да се реагира. И ако може еден краток коментар во делот на тоа како владата ја води фискалната политика, напоменавте дека стапката на инфлација во многу ќе зависи од цената на струјата и субвенциите кои што се даваат на производните компании. Гледаме дека дури со закоснување од 7 до 8 месеци се реагира и до прва се очекува пат на примарните производи. Благодарам за прашањето. Во однос на монетарната политика, накратко и посочи во самата презентација. Прво треба да имаме во предвид дека ова не е класичен шок од страна на побарувачката, која што е основна задача на Централната банка. Во суштина се соочуваме со специфичен шок, кој што во најголема мера произлегува од страна на понудата. Значи, растат во глобални рамки цените на примарните производи, храната, енергијата, спорувавме за исклучително високата зависност на нашата економија од овие глобални шокови. Ние како Централна банка уште при првите сигнали за појавување на инфлацијата, кои што беа минатата година, започнавме да интервенираме уште тој период. Значи, нашите реакции не започнаа оваа година, користевме повеќе инструменти, секако водејќи сметка за природата на инфлацијата и која е ефективноста на централните банки во ваква ситуација, а таа реакција, таа мерка постепено ја прилагодувавме на движењата во инфлацијата и движењата на девизниот пазар оваа година. Отаму сметаме дека нашата реакција е соодветна на, имајќи ги во предвид причините за инфлацијата, нејзино движење, а во оваа насока се и размислувањата на меѓународните финансиски институции. Впрочем, ако монетарната политика не се водеше соодветно, аранжманот PLL кој што се одобри на државата немаше да биде одобрен, затоа што ефективното водење на монетарната политика е еден од клучните предуслови за одобрување на овој аранжман. Да, во фискалната, само Тања ве молам, што ви беше конкретно прашањето уште еднаш? Напоминавте дека следната година врз зголемувањето на инфлацијата ќе влие зголемувањето на цената на струјата, особено дали ќе има доволно субвенции за производителите на примарни производи. Знаеме дека во домашната економија бизнис секторот алармираше уште во март за субвенционирана цена на струјата, ја добија дури сега, а дури пред нова година се очекува да има какви такви поевтинувања, зборувам за основните производи. Исто така во буџетот се проектирани 236 милиони евра за следната година за помош на стопанството. Добро, во однос на фискалната политика, една од клучните предпоставки на кои што се темели нашето макроекономско сценарио е постепена фискална консолидација на среден рок, односно таа фискална консолидација е неопходна поради два фактори. Првиот фактор е високото ниво на јавен долг, која што значајно се зголеми во периодот на пандемијата во линија со растот на јавниот долг и во останатите земји на Централна и Југоисточна Европа, но секако на среден рок мора да се преземаат мерки во насока на стабилизација и постепено намалување, што во принцип го стеснува просторот на фискалната политика за реакција и бара преземање на потаргетирани и добро обмислени мерки. И вториот фактор поради кој што е неопходна фискалната консолидација е инфлацијата. Во услови на растечки инфлацијски притисоци неопходна е, односно од исклучителна важност е добра координација на монетарната и фискалната политика и во овој случај тоа значи водење на
прудентна политика која што ќе спречи креирање на нови предизвици покрај тие со кои што веќе ние се соочуваме, а кои што во голема мера доаѓаат од глобалниот амбиент. Во вакви околности препораката и на сите меѓународни институции фискалната политика да биде прудентна, да биде таргетирана, да обезбедува поддршка за реалната економија, но тие мерки да бидат добро таргетирани и насочени кон најранливите сегменти од економијата. Дали во моментот се координирани монетарната и фискална политика? Да, секако дека сме координирани, координацијата е клучна за успешно справување со макроекономските предизвици со кои што се соочуваме. Ако може само уште едно прашање, дали сметате дека најавеното повторно зголемување на минималната плата на 20.000 денари дополнително може да ја забрза инфлацијата, пошто се очекува доколку овој потек се реализира како што е најавен да повлече зголемување на другите плати во економијата? Да, платите подолг период сушност растат. Она што е важно е дека платите треба да растат во линија со продуктивноста, за да на долг рок во економијата нема позначителни негативни ефекти. Кои би биле импликациите од тоа, секако треба да се направи подетална анализа, меѓутоа важно е да на среден рок растот на платите биде во линија со растот на продуктивноста, за да конкурентноста на нашата економија визави остатокот на светот се задржи на соодветно ниво.